Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер! Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Владата на САД нема да биде затворена во петок кога завршува тековната фискална година. Американскиот сенат доцна синоќа одобри легислатива што привремено ќе ги финансира владините операции. За ова и за другите вести гледате понатамо. Во двопартиско гласање 79:12 Сенатот под контрола на демократите синоќа одобри мерка позната како продолжителна резолуција, со која владата може да продолжи да работи до 18 ноември. Зеленото светло дојде по денови разговори за сцената за решавање на пат позицијата во врска со владиното трошење, дефицитот и даноците. А од другите вести, председателот Барак Обама вели дека финансиската криза во Европа го плаши светот. Тој рече дека европските лидери не реагирале доволно брзо во справување со неа. Во обраќање пред публика во Калифорнија, Обама одново го поттикна Конгресот да го усвои неговиот предлог за работни места од 447 милиарди долари. Како изгледаше земјотресот во Вашингтон од минатиот месец со јачина од 5,8 степени ако сте биле во споменикот на Вашингтон? Националната служба за паркови објави видео тој ден, 23 август, како се тресе градбата и луѓето трчаат по скалите надолу. Но тие тврдат ова е добра градба, не оди никаде, освен што некое време ќе остане затворена додека не се поправат пукнатините. Рускиот премиер Владимир Путин планира следната година да ја земе работата на председателот Дмитрий Медведев, а ова и неговата. Ова е официјално предложено од Медведев, која презеде работата од Путин во 2008 година на годишниот конгрес на владеачката партија во саботата. За реакцијата по предлогот е следниот прилог. Внимателно кореографирана смена на работата меѓу премиерот Владимир Путин и председателот Дмитрий Медведев, објавена во саботата, повторно се врти на руската државна телевизија. Но зад камерите не аплаудираат сите. Еден ден по соопштението протестанти извикуваа Русија без Путин. Илија Јашин од опозиционото движење Солидарност вели дека председателот Медведев едноставно му го чувал местото на Путин. Путин вернулся! Путин се враќа, иако всушност никогаш не заминал. На сите им е јасно дека тој е лидер на банда крадци и дека Медведев само му го чувал местото топло. Но поплаката на Јашин за Путин не е само заради корумпираност, туку и за продлабочување на јазот меѓу богати и сиромашни. Наша страна уже лидер по числу милиардеров в списке. Русија води на листата на Forbes за милионери, додека 20 милиони луѓе живеат во сиромаштија. Богатейшей стране. Но во град од 12 милиони луѓе, само 250 лица излегле на протести. Сергеј Николаевич, армиски офицер во пензија, излегол од љубопитност. Тој вели: В относително благополучной стране Во релативно успешна држава со ресурси како нафта и газ, револуцијата не е многу веројатна. Во парк во близината, луѓето одбиваат да зборуваат за политика. Телевизиската интернет страница Дожд побара реакција на враќањето на Путин. Најпопуларна опција е емигрирање. Андреј, 34 годишен работник во информатичката технологија, не заминува, но тој не гледа добра перспектива со останувањето на Путин. Личиме на Советскиот сојуз, имаме една партија, една влада, еден лидер. Тој смета дека сепак рецесијата и очекувањето на паѓање на цените на нафтата и гасот ќе бидат тест за оваа политичка транзиција. Региони во рамки на Соединетите Американски држави силно погодени од економската рецесија активно бараат странски инвеститори да помогнат во креирањето нови работни места. Во замена за тоа, американската влада им дава постојан престој, познато како зелени карти, на инвеститорите и нивните семејства. Многумина инвеститори од Кина ја користат оваа можност. Следниот извештај е од Калифорнија. На само еден час возење на север од Лос Анџелес е Ланкастер, град на калифорниската висока пустина, што се гордее со богатство на сонце и згради на соларна енергија. Но заменик градоначалникот на Ланкастер вели дека градот има и стапка на невработеност од околу 17%, речиси двојно над националниот просек.
We understand the economic realities. Јасно ни е дека економската реалност им отежнува на домашните инвеститори да дојдат во Ланкастер или каде било во САД, вели таа. Заменик градоначалникот Кит Цетос смета на инвеститори од Кина како на одговор за невработеноста во Ланкастер. Шу Шинг Пин бара земја за да вложи $100 милиони во центар за дистрибуција на нови производи од место некаде во Јужна Калифорнија за цела Северна Америка. Во иднина се надеваме овде да креираме кинески град и да донесеме бизниси од Кина во Соединетите Американски држави. Шу се квалификувал за американската визна програма наречена EB5. Таа дава карта за постојан престој на странски инвеститори и нивни семејства во замена за вложување на најмалку $500,000 во рурална област или град со голема стапка на невработеност. Инвестицијата исто така треба да креира најмалку 10 работни места за 2 години. Мнозинството на инвеститорите под EB5 се од Кина. Кинезите станаа многу богати, тие може да си дозволат $500,000 да бидат во Соединетите Американски држави. Джеймс Ли раководи со еден од регионалните центри формирани од Службата за државјанство и миграција на САД за промовирање на економски растеж преку регрутирање инвеститори. Но што значи картата за постојан престој за кинезите? Шу вели, не е голема работа, но сепак добра страна. Зелената карта ќе му овозможи да патува во многу други држави без виза. Под оваа програма, почната во 1990-та, но вистински заживеана со рецесијата во 2008, креирани се 34,000 работни места и таа цифра оди нагоре. Може ли денес да се направи добар бизнис со дизајнирање мајци? Гледајте утре во News Flash како тоа го прави еден од најуспешните млади предприемачи. Формулата на Мика Вајнблат е едноставна – креативност. Утре во News Flash ќе ви кажеме што уште оди со тоа. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за оваа емисија. Ве чекаме овде и утре. А во меѓувреме, за повеќе информации појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. До гледање.